И по 4 години од воведувањето на надоместокот за паркирање во централното градско подрачје на Кочани, локалната самоуправа се уште целосно не ја реализирала претходно донесената одлука на Советот на општината за кои паркинг места ќе се плаќа. Иако во 2016-та имаше обиди оваа одлука комплетно да стапи во сила, советниците од претходниот состав не го одобрија предлогот на тогашниот градоначалник. Кога во мај 2014-та се воведе наплата за паркирање, беше речено дека како привремено решение таксата ќе биде само за сообраќајниците од десната страна на Кочанска река, како и на паркинзите кај трговскиот центар и кај кулата Треска. Целосната примена на одлуката беше оставена за подоцнежна фаза, а со неа се предвидува наплатата да се врши и на просторот на плоштадот Методија Андонов Ченто, на улицата Кеј на Револуцијата од аптеката Зегин до паркот кај старата зграда, потоа на паркингот кај паркот на Револуцијата, паркингот кај Централниот регистар и на просторот кај службениот влез на Македонска пошта. На последната седница на Советот, градоначалникот Илиев најави дека општината се уште размислува како најефикасно и прифатливо за граѓаните да го реши ова прашање. Ќе доставиме барање до вас како советници да ни помогнете да донесеме одлука да го заокружиме платениот паркинг плац во општина Кочани, како на плоштадот и така и по целата улица Кеј на Револуцијата. И со тоа нашето размислување, а секако за тоа и ќе побараме одобрениот Советот да понатаму наплатата на паркингот не оди на лице место, туку се врши преку СМС пораки и преку талони кои ќе бидат продавани на киосците во централното градско подрачје. Во врска со ангажираните лица кои работат како наплатувачи на таксата за паркирање, Илиев истакна дека се размислува на кој начин тие ќе бидат распределени на други работни места. Луѓето кои ќе останат и ќе бидат прво бројот на вработените веројатно потребата од толку луѓе ќе се намали, ќе бидат распределени на други места, а луѓето кои ќе останат ќе бидат вклучени во делот на контролата на оно дали се почитува или не се почитува. Според градоначалникот Илиев, постапката за проширување на опфатот на платениот паркинг ќе влезе во процедура по завршувањето на летните одмори, но повторно потенцираше оти крајната одлука за тоа ќе ја донесе Советот на општината. Исто така, беше речено дека на седница ќе се разгледува и висината на цената за паркирање, односно ќе се земат предвид одредени забелешки за намалување или за зголемување на надоместокот.